Почитувани сограѓани, Република Македонија и градот Куманово се срдисани од црнила. Ова е вистинската формулација со која може прецизно да се опише ова време и невреме во кое денес живееме. Овие црнила свесно се создадени од оваа однародена и предавничка влада со цел да завладее молкот, за да не се зборува против неправдите. Со цел да царува стравот, за да не се делува против обесправеноста. Со цел да се шири неизвестноста, за да доминира безпарицата и сиромаштијата. Со цел да надвладее апатијата, за да нема борба против црното здравство, неквалитетното образование, девастираното земјоделство, одливот на младите со умисла никогаш да не се вратат. Драги кумановци, за оваа година и пол власт на СДСМ не видовме ниту еден капитален проект, но затоа секојдневно гледаме криминални тендери, корупција, сомнежи за тешки проневери и изневерени очекувања. Не гледаме владење на правото, туку поигрување со животните судбини на невини луѓе, кои со политички монтиран процес се затвараат под обвиненија за тероризам, а со цел да се тргува со нивната судбина и трагедија, за да можат власодржците да ја разнебитат македонската држава и македонскиот народ, да ја поништат јасната волја на граѓаните на Република Македонија изразена на референдум. Воедно од оваа локална власт на СДСМ не гледаме справување со енормното загадување во нашата општина, туку изјави од председателот на Советот дека ситуацијата не е алармантна, пропратени со организација на скапи мега концерти и прослави. Не гледаме економска консолидација на општината Куманово и намалување на големата невработеност, туку гледаме општина која работи под минимална судска резерва заради големата заглавеност во долгови, кои заедно со јавните предпријатија надминуваат 1 милиарда денари. Не гледаме справување со корупцијата и криминалот, туку гледаме како општинскиот имот е узурпиран од владеачката партија и истиот го издава под кирија на правни субјекти, користејќи ги овие финансиски средства за свое нелегално финансирање. Не гледаме ефикасна општинска и државна администрација која ги решава проблемите на граѓаните, туку администрација која со децении не успеа да го реши проблемот со дивите депонии во центарот на градот, која општинските тендери со години ги дава на едни исти фирми кои или се спонзори на СДСМ или блиски до функционерите на оваа партија. Администрација која во 21. век го нема решено водоснабдувањето, канализацијата и другите основни комунални проблеми во општината. Мои кумановци, во една ваква ситуација не е само наше право, туку и наша обврска заеднички да се спротиставиме на овие црнила. Затоа, во насока на унапредување на капацитетите кои ќе понудат проекти и решенија на проблемите, ангажирајќи ги на добрите поединци и професионалци во градот, ве повикувам да аплицирате на јавниот повик за кандидирање за членови на републичките комисии на ВМРО-ДПМН. Повикот ќе трае до 15 декември 2018 година. Кандидатите за членови на комисиите на ВМРО-ДПМН потребно е да достават мотивационо писмо и биографија. Ги потикнувам сите оние наши сограѓани кои ги споделуваат политиките на ВМРО-ДПМН, визијата за развој на Република Македонија, како и оние кои се чувствуваат подготвени своето професионално знаење да го стават во функција на напредокот на државата, да се пријават на овој јавен повик. Уште една активност на ВМРО-ДПМН, како на голема политичка сила, со обврска да ја порази оваа неспособна власт, е и отварањето на вратите за способните, мотивираните и оние кои сакаат да застанат рамо до рамо со ВМРО-ДПМН и председателот Христијан Мицковски, давајќи го својот придонес во рушењето на оваа власт. Црнилата кои ни ги наметнуваат се заеднички за сите граѓани. Затоа и зората која ќе ја донесе победата и која ние ќе ја возможиме, ќе биде заедничка. Република Македонија, заедно со градот Куманово, мора да изградиме во нормална и напредна земја на сите граѓани. Затоа ги повикувам сите наши членови и симпатизери кои ги споделуваат ставовите и политиките на ВМРО-ДПМН, почнувајќи од денес, 1 декември, па во наредните 3 месеци,
да ги посетат просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, која се наоѓа во зградата на поранешен комитет, и да го ажурираат своето членство или пак да се зачленат во нашата партија. Овој пат одиме еден чекор понапред и ги следиме современите текови. Членските книжки, кои ќе се изработат по завршување на ажурирањето, ќе бидат со модерен изглед, слични како, например, личните карти што ги поседува секој полнолетен граѓанин. ВМРО ДПМН останува со народот и ВМРО ДПМН ќе работи за народот.